затоа јас си ги викнав моите учителки овде од градинка, Жане и Станче. Здраво! Здраво! Да те научат нешто и тебе. Ајде, едва и чекам да почнеме. Здраво, учителки, како сте? Добро, вие Досадно ви е дечиња, дома? како сте? Добар ден, дечиња. Супер, Добро. ние сме подготвени и децата се подготвени со часот. Да почнеме. Може, а јас прво да прашам, дали вие ги измивте рацете пред да... Секако рацете се А чисти. јас малку да ви дадам гелче, сепак. Може? Може. Каков е Ајде. гелот? Ово е Гелче за дезинфекција. антибактериски. Трите ги убаво. За Има и секоја светки? сигурност. Да, многу Колку интересен. убав! Ете така. Ало, има светки. Супер, почнуваме. Убав Почнуваме. мириса. А јас да прашам, Цветко, ова е твое дело? Па да, досадно ми беше неколку дена, ги решив сите служувалки, ги прочитав сите и си игравме така. Добиваш петка. У! Здраво, другарчиња. Јас верувам дека вие сега дома, додека не гледате и седите пред телевизорот, си пиете топло чајче или може би некое вкусно витаминско сокче. А вие денес се напивте? Да, правевме циден портокал со банана, со мандарини и се. Супер, умни дечиња. Денес сакам заедно да одговориме на едно многу важно прашање. Како е поврзана нашата лична хигиена со нашето здравје? Јас верувам дека постојано дома, во градинка, на училиште одат по вас учителките, бабите, дедовците, родителите и ве опоменуваат. Ги измили рацете? Дали ти се чисти рацете? А вие, од време на време, ќе ги погледнете, нема ништо на нив. Ама не е баш така. Секаде околу нас има многу микроорганизми. Они се толку мали и ситни што ние не можеме да ги видиме со нашето око. Не можеме дури да ги видиме ниту со лупа. А они живеат насекаде околу нас. Микроорганизми. Вау! Сте слушнале за бактерии и вируси? Слушнале за Па сум бактерии и слушнала, вируси. ама некако не можам да ги видам. Секогаш пробувам вака да ги... Ама... Па невидливи се, туку се сидни и малечки, а знаеш какви штети прават? А тие се Продолжете, најопасни. учителки. Така, Тие да. се најопасните, тие се тие што нас не разболуваат. А кога споруваме за бактерии и вируси, јас сакам денес да ве запознам со еден мој пријател, кој што е експерт за микроорганизми. Тој ги следи, ги открива и секогаш успешно се справува со нив. А тоа е детективот Дланковски. Еве го. Здраво дечиња, здраво другарчиња, здраво Цветко, здраво Лина. Здраво, детективу. Детективот Дланковски. Така Ова може е. да му биде асистент на нашиот детектив Цветко. Да. Може, Да. може. Во секој случај може. Сега јас да ви кажам. Истражував насекаде. Имав огромна и голема мисија да откријам што се случува меѓу децата. И знаете ли што открив? Открив дека едно детенце има висока температура. И открив од што се случило детето да има температура. Од што, детективу? Да, било надвор, било на лизгалки, си играло во дворот, не ги измило рацете, си фатило да јаде храна некоја и оп, температурата е тука. Да, уште еден случај истражував. Едно детенце од прво оделение со големи и страшни стомачни болки. Истражував и открив дека детето по користење на тоалет не си ги измило рацете, застанало пред огледалото и си го клатело запчето кое што му било веќе заменување. И ете ти белја. И уште еден случај открив. Тежок да не беше тој? Многу тежок. Едно мало детенце од градинка на возраст од 3 години имаше многу црвени очи. Истражував и открив што се случило. Што се случило? Имало тоа детенце домашно милениче. Го гушкало, го галело, со него спиело. Но повторно причината било што? Немиени рачиња. Да. Си ги почешало очињата и очињата се вцрвениле. Па морало да оди на лекар, па капки, па маст и така натаму. Па кивало сигурно. Кивало. Да. Се се случило. Значи, поентата што беше на детективот Дланковски? Да ги открие сите нешта и да препорача дека хигиената на рацете е неопходна
За сите, поготово за малите дечиња, мора да се мијат рацете често и убаво, како што кажува Петко. Така е. Така. Другарчиња, ви кажав дека е експерт за бактерии и вируси. И нешто морам да ви признам, сакам да бидам како него. Детективу, што треба да направам за да станам дел од твојот тим? Јас многу сакам кога има некој да се придружи, да работи со мене и во мојот тим е многу лесно да се влезе. Што треба да направиме? Може би и другарчињата од дома сакаат да се приклучат со нас. Верувам дека ќе сакаат и тоа многу лесно. Значи, првото правило и главно кое е? Да се почитува хигиената, да се мијат редовно рацете и главното оружје да се користи против сите вируси и бактерии, а тоа е сапунот и водата. И тоа е многу едноставно и лесно. Сите ќе бидеме чисти, здрави и заштитени од се. Така е. А може да ни покажеш како да ги миеме рацете? Веднаш тоа ќе го направиме. Ајде, Петко, ајде, Лина. Може ли? Цветко е ова и Цветко. Лина. Како? Ајде, па јас Да знам. демонстрираме. Ајде, пушта. замислете си чешмата. Чешмата се Од пушта. што да тече водата. Го зимаме сапунчето, Сапунчето. ги мокриме дланките и почнуваме да правиме сапуница. Ама убава сапуница. Значи, трљаме. Па потоа тука меѓу прстињата најмногу се кријат тука бактериите и вирусите. Меѓу прстињата. Меѓу прстињата. Па на другата дланка, па на другата, па одозгора заедно, едното раче, па другото. Ако те И чеша дури- око додека ги миеш рацете, Никако, нема како чешање. чешање, значи слушај сега, биди внимателен, те молам, ајде, и тука Ајде. околу шаката, и потоа, под силен млаз, топла водичка, ги плакнеме Ако рацете. немаме топла, Тогаш со ладна. Тогаш со ладна, меѓутоа многу повеќе ќе треба да ги плакнеме, за да сапуницата убаво се измие. така. Ја затвараме чешмата со горната дланка, ги тресеме рачињата. Едно со 10 пати ги пешкирче. тресеме рачињата. Па може 10 пати, меѓутоа не на кај другарчето за да го испрскаш. Тоа е Добро? интересно. Така, 10. Ете така. Може еднаш. Да. И ги бришеме И ги од бришеме крпа. И секој треба да си има собствена Секој крпа. собствена така? крпа, ако не собствена крпа, тогаш бришаш за раце и тој се фрла во кантата за отпадоци. Научи сега конечно. Научи, после Вие Вие сте сте најдобрите и најумни дечиња. Така? Браво. А вие сте најзабавните учителки. Ви благодарам. Благодарам. Да ви кажам право, мислев дека ќе биде досадно, како што ми е досадно и на училиште, ама морам да признам дека баш ми е интересно. Знаеш што мене ми текна, дека можеби имаме ние другарчиња кои што исто така имаат некои нејасноти околу ова што се случува со вирусите, миењата раце и хигиените, па можеби може да ни се јават и да ги прашаат нешта нашите учителки додека сте тука. Сега да ни се јават? Па сега да ни се јават. Слушнавте деца, значи можете да ни звоните. Имаме броеви. Па имаме броеви. Кажуваат броевите долу. Да, А, еве ни ги броевите. телефонот е 025119857 и Другарчиња. 025119859. Другарчиња, ако ништо не ви е јасно, што ќе се мачете, што ќе барате одговори, јавете ни се, еве сме овде, Лина и Цветко и нашите учителки ќе ни ги дадат одговорите. Веднаш. Ве чекаме, веднаш, така? Повелете, ве чекаме. Добро, учителки, а Ајде. додека ни се јават Добро. на децава, јас и Цветко имаме еден проблем. Цветко тврди дека вирусот се пренесувал преку книга и затоа не ќе да чита. Да. Јас имам слушнато дека од многу читање може вирусот да ти преиде вака од буквите и вака Тие да ти микроорганизми влезе да вака Преку очите? Преку очите да влезе и да те замати малку и да ти се сврти И да малку. се Значи, добиеш вирус. Да. Цветко. Еднаш читав една книга за нешто и така беше доцна и ми се приспа. Звони. Цветко, Опа! Цветко. Звони некој. Звони некој, здраво. Ајде. Ајде да Здраво. Кој е? Ало, кој е? Тргни ја маската. Кој ни се јавува? Добро. Ало. Може би не. Аха, еве го. Ало, кој се јавува? За Михаил. Добро. Добро. Чекаме. Не слушнав убаво, ама може понатаму некој друг да се јави. Цветко, можеш да нацрташ некој вирус? Да ви вирус. Како изгледа? Знаеш Вирус. како изгледа? Вирусот на слонце.
Вирус. Ама сонце, ама Вирус. во друга Сега боја. ќе насртам еден вирус. Како го Сонце замислувам? што има нам со ние Вирус? зраците, Сигурно со е некој лош. Зраци, ама зраците што имаат зраци и тие малички зраци имаат зраци, повеќе? зраци, Ето така така, некако. насекаде. Така ми изгледа мене. И нели учителки кажете дека не се пренесува, мислам се пренесува, пренесува. ако ја допираме многу книгава, Значи, душичко, ама секое дете може да има сликовница или Така. книга во својата рака и може да си разгледува, може да си чита. Така. Меѓутоа, откако ќе ја остави книгата, за секоја сигурност, затоа го имаме гелчето или сапунчето и водата, ќе одиме, ќе си ги измиеме рачињата и тогаш сме чисти и спокојни. Некоја бактерија. значи треба да читаме. Да читате Значи, обавезно, Цветко, не затоа знам што... дали го слушна ти ова додека Цветко Не изгледа слушав, така јас само се да занимавам црта, со да не цртање на слуша. вируси. Ева вака изгледаат вирусите според Има различна форма, може да и бидат и долгнавести. Да, сигурно се некои Јас страшни да вируси. речеме Страшни. моето вирусче, еве го вака као сонце, јас вака сакам да изгледа вирусот. Да видам, Каде сакам као јас. сонцево, Дали има, тоа добро се и црта овде вака, како... И вака. Така, вака ко сонце нели реков. Може. А добро Ама да што прашам, а се математика оди кога вака? се решава, еве на пример мене многу не ми оди математика и кога решавам задачи или дропки, дали може некако од пенкалото што го држам да ме префати некој вирус преку раката така. Значи, Цветко, ти нешто сакаш да истражиш и да направиш нешто, да научиш дека насекаде се вирусите. Да, меѓутоа не се тие опасни ако ние хигиената ја држиме под контрола. Може и математика да си учиш, може и физичко да си вежбаш, Физичко сакам да вежбам. можеш да си пееш слободно. Аха, од пеење. Да. Па да, пее И да пред си малку. црташ, и математика, и македонски, и читање, ништо не е страшно. Звони некој изгледа, некој Да? сака да зборува Мислам со дека нас. некој повторно Некој звони. има прашање. Е, многу е убав. Ало, ало. Дури е симпатичен. Ете. Ало, кој е? Здраво. Здраво. Слушаме, повели. Кој се јавува? Вања, Вања. Срцка. Здраво, Вања. Како си, добар? добар ден. Дали телефоните, плетите, лечинските живиците има бактерии и вируси? На телефоните и на таблетите дали има бактерии? Аха, прашањето, Вања, јас не знам да ти го одговорам, но знам некој што знае. Слушај внимателно. Вања, Ајде, учителки. Значи, бактериите и вирусите се насекаде околу нас, на сите површини што се, така да и на твојот таблет, и на твојот телефон, и на компјутерот. Затоа, многу внимателно кога ги користиш. После секое користење на телефонот, на таблетот или на лаптопот, рацете обавезно да се измијат. Меѓутоа, од време на време, исто и тие треба да се дезинфицираат. Се надевам дека не разбра, дека ќе си поиграш и понатаму со телефоните и со таблетот, меѓутоа дека ќе одвоиш време и за нас и малку да поучиме. Дали имаме некој друг? Учителки? Може дека ако се јави некој друг, вака изгледа короната, така? Па, Да. може. Па може би, да. Може Јас би, сакам да, вака да да. изгледа ко сонце, да се сонце, замислам дека не прави ништо лошо, дека е убав, жолта свети, дека Па некако и не изгледа многу убаво, Лина. Па не, ама не изгледа страшно, зашто убаво изгледа. Ова е сонце со чудни зраци и Ништо. со чудни... Да. Ништо не е Добро, страшно, Лина. што го знаеме да се чуваме. Така. Што и да е, ние си знаеме што треба да правиме и секе помине кој што треба. Само да бидеме позитивни, да бидеме релаксирани, да си правиме вежби различни, да си слушаме убава музика и секе помине. А кога сме кај вежбите, може ли да извежбаме сега еден поздрав? Може, Ајде да може. извежбаме еден поздрав. Така, Опа. како, Ајде. вака. Чекај сега со Ајде. учителката. Ајде, учителка. Здраво, Да. како си, што правиш? Поздрави по Здраво, дома. еве по дома, поздрав. Ова е многу Фала ви што интересно. дојдовте. Никогаш до сега Многу вака ми е- не сум се поздравувал со Здраво, учителки. Вака? Добре се, Лина. Може, Да, може, добре. може. Вие како сте? Супер. Да. Аха! На вас, учителки? Забавувајте се и дома, вежбајте вакво поздравување, другарчиња со сите. Да. И по дома со вашите родители можете, и со другарчињата од соседството.
Не се плашете ништо. Поздрав до Вања и верувам дека научи и многу добро слушна како треба да се однесуваме со лаптопите, со таблетите и со мобилните телефони. Тоа е многу важно. Така. Да. Може би уште некој ќе се јави? Па чекаме уште некој да се јави. Да. А додека чекаме, вам ви е досадно дека нема дичење околу вас сега? Да. Да, меѓутоа, среќа што овде доаѓаме кај вас, па можеме тоа да си го надополниме и да си го повториме сето она што го работиме со другарчињата во градинка, ова да го повториме сега пред големите екрани, веќе нема мали екрани, и пред телевизорите каде што нашите другарчиња останаа дома. Значи супер, баш беше корисно тоа што ми текна да викнам да дојдете Супер, овде да се супер, дружиме. супер. Се Супер, со извинувам, задоволство. Учителки, Лина, може да предложам нешто? Повели. Затоа што мене сега некако многу долго ми дојде часот. Добра. Малку се изморив. Јас не сум научен волку долго да следам часови. Сакам малку да се расположам. Мала пауза може да направиме со една 5+ епизода. Јас знам и со која со фустанот на Марија.